Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи каже ми. Нема опасност за жителите од изливањето на Маркова река, а водостојот е вратен во коритото, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Оттаму додаваат дека еден тим за брз одговор интервенирал со пумпи за извлекување на вода. И истите ќе интервенираат по потреба во текот на денот. По првичната информација за изливањето на Маркова река во општина Студеничани, село Батинци, екипата за процена на ризици на Дирекцијата за заштита и спасување одблизу на терен ја следеше состојбата. Директорот Джеват Селами беше во постојана комуникација со екипите на терен. Градоначалникот на општина Студеничани Азем Садики, директорот на АД водостопанство Филип Филиповски, се со цел да се обезбеди координиран и ефективен одговор. Еден тим за брз одговор интервенираше со пумпи за извлекување на вода. Истите ќе интервенираат по потреба во текот на денот, се наведува во соопштението од Дирекцијата за заштита и спасување. Оттаму додаваат дека според досегашните информации, ситуацијата е под контрола и нема опасност за жителите, и дека е евидентирана материјална штета што допрева ќе се проценува. Градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски со објава на социјалните мрежи по синоќешните случувања во кои му се приклучи на градоначалникот на општина Студеничани Азем Садико и првиот човек на општина Аеродром Дејан Митевски во справување со надојдените води на Маркова река, а за ситуацијата што побрзо да се стави под контрола. Упати порака дека во моменти на криза не постојат институционални граници, постојат само човечки животи. Ѓорѓиевски потенцираше дека во критични моменти не треба да се чека, туку да се делува. Со срце, со раце, со присуство на терен, како што објави тој. Упати благодарност до сите што помогнале, но и остра критика кон оние кои кризата ја користат само за политички поени. Иако надлежноста е на градот Скопје, од кој веќе подолго време бараме санација на коритото на Маркова река, зашто уредно имаме и доставена документација и известување дека нема предвидени средства. Решивме да не чекаме уште една трагедија. Преседовме активности веднаш, како луѓе, како јавни личности и како совесни политичари, истакна првиот човек на Кисела Вода. Како што вели, Ѓорѓиевски политичар се покажува кога е најтешко, кога не се штедиш, кога не се криеш и не глумиш статуси, туку си таму со луѓето. Во првите редови, порача тој. Претходно со своја објава на социјалните мрежи изреагира и градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска, која напиша дека џабе се слика со лажен хедонизам градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Арсовска му порача дека со превенција се спречуваат поплави, а не со глумење на спасител и фотографирање. Општина Газибаба донираше клима уреди за итната медицинска помош. Ваквата информација ја сподели градоначалникот Бобан Стефковски на социјалните мрежи. Денес на моје огромно задоволство имав можност да ја посетам единицата за итна медицинска помош. Ја изразив мојата благодарност и признание до целиот персонал на брзата помош за пожртвуваноста при справувањето со последиците од траурната несреќа во Кучани. Овие луѓе заедно со докторите и целиот персонал во болниците се нашите херои, напиша Стефковски на социјалните мрежи. За потребите на единицата за итна медицинска помош извршив донација на инвертер клима уреди. Вработените во итната медицинска помош се луѓето кои се грижат за нашето здравје во секое време. Тие ја заслужуваат нашата поддршка. Хуманоста и солидарноста се одлика за нас и така и ќе продолжиме во итнина. Секогаш и на секого ќе подадам рака за помош и поддршка, додаде првиот човек на Газибаба. Со положување свежо цвеќе на споменикот на великанот Ѓурче Петров во истоимената општина, денеска се одбележа денот на раѓањето на патронот на општината. Делегацијата од општина Ѓурче Петров ја предводеше градоначалникот Александар Стојковски, кој се обрати пред присутните, нагласувајќи дека денес, кога се одбележува денот на раѓањето на македонскиот великан, срцата на сите Ѓурче Петровци се исполнети со почит и благодарност. Ѓурче Петров не беше само идеолог и борец за слобода, туку и визионер кој ги постави темелите на националното ослободување на Македонија. Неговата борба и неговиот дух живеат во нас и денес, како и секогаш,
Неговото наследство ни дава сила да продолжиме со изградбата на една слободна и независна Македонија, порача Стојковски. Моментите како овој се потсетник за големата одговорност која секој ден од нас ја носи. Без разлика на општествената позиција, одговорност е да се грижиме за младите и да обезбедиме услови за нив и подобра иднина, додаде градоначалникот. Во таа насока, како што истакна, Ѓорче Петров не само што беше фундамент на нашата независност, туку беше и човек кој ги учеше следните генерации на основните вредности и на тоа дека борбата за правото и слободата нема да биде лесна. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје ја известува јавноста и граѓаните на град Скопје дека акцијата за отплата на долговите без пресметка на камата за доцнето плаќање завршува денес. Акцијата за отплата на долговите на рати без камата е со определено време траење. Започна од 17 февруари 2025 година, а завршува заклучно со 2 април оваа година. Ги повикуваме сите корисници кои имаат заостанат долг за потрошена вода да ја искористат можноста за плаќање на рати без пресметена камата. Стои во нивното соопштение. Одлуката за спроведување на акцијата за отплата на заостанати долгови без пресметка на камата информираат од предпријатието. Не важи за органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно уставот и со закон и институциите кои вршат дејности од јавен интерес, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни предпријатија, основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и општините во градот Скопје. Стои во соопштенијето од јавното предпријатие Водовод и канализација. Министерството за внатрешни работи информира дека поради обилните врнежи од дожд на територија на град Скопје и излевање на Маркова река од речното корито, се уште е затворен за сообраќај во двете насоки локалниот пат село Горно Лисиче, село Долно Лисиче, како и влезот за село Батинци во двете насоки. Од тие причини, единицата за безбедност на патниот сообраќај презема мерки за посебен режим на сообраќајот, стои во соопштенијето од полицијата. СВР Скопје апелира до сите граѓани, учесници во сообраќајот, да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат полициските службеници. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.